Добро утро, Цецко, ајде. Уште еднаш, вака да се ги поздравиме, да го поздравиме Жарко, па така беше да го поздравиме вистински, джентълменски, како што би рекол тој. Инаку, нашиот македонски актер, пејач, водител, успешно ја гради сега својата кариера и во Белград, во Србија, каде што е активен на повеќе театарски и телевизиски проекти. Инаку, нема да погрешам, ако се случи некаде да погрешам, ќе не поправи Жарко. Инаку, тоа е дел од новоотворениот мултимедијален театар Одеон во Белград. Театарот кој што нуди едно уникатно искуство, комбинирајќи елементи од представа, филм, концерти и магично шоу. Ќе говориме за представата Лу, една баш љубовна приказна по која што станува препознатлив Жарко. А и некои други работи. За Цеца се прашуваме колку е сега активен во театарот комедијот, каде што често пати сме ги слушале најбавите можеби културни приказни. Тој ни бил во сиве овие 10 години колку што трае утринската телма за разни проекти и вистина ни е драго што овој фантастичен млад пред се наш пријател и талентиран актер, апсолутно може да го видите во различни полиња каде што културата цути, баш одака мислам дека катарзично е поврзан сега во моментот и со сцената во Белград. Многу повеќе во продолжение. Жарко ни се јавува и ве поздравува директно од Белград. Се слушаме, се гледаме, како си ни утринава? Одлично, поспано малце, нормално, затоа што морав малку порано од вообичаеното да се разбудам за да видам нели со вас тука. Ама ти имаш природен аларм сега веќе последниве колку 2 години? Се прашуваме со Цеца дека ти е природен аларм, да. Да, природен аларм секогаш е така измеѓу 6:37, но моментално сум ја во Белград, он ја стана во Скопје и некако добро. Мислам дека денес поспијам, ама ништо. Си крадеш минути плюс, ама еве се случи утринска на телма и малку ти одземавме од времето. Епа ќе ни простиш, не планиравме секако да те деранжираме, па особено во овој утрински часови. Има на голема чест ние што баш онака ни се јавуваш од Белград, иако нели првичниот план беше додека си во Скопје неколку дена што се вели попатно тука, да ти имаме, ама нели поради твоите работни активности и ангажмани мораш да се вратиш назад во Белград. Да, така е. Знаете дека секогаш задоволство да бидам дел од вашата емисија. Убаво си кажавте, на години колку постојува ми е мене можда 4-то или 5-то појавување и секогаш се враќам назад. Така. Драго ми е што повторно дел од вашата емисија. Прекрасно. Жарко, може ли да откриеме за гледачите дали си се уште дел од театар комедија или таа некоја соработка е можеби на стендбај и колку често си на релација Скопје-Белград? Дали веќе може да кажеш дека официјално твоето место на живење и функционирање е Белград? Се уште сум дел од театар комедија, да, за 4 или 5 дена од денес ќе почнам нов проект таму со Синишев Тим, хитмекерот на театар комедија. Супер. Браво. Да, се уште сум активен и на репертоарот, нели, представата Варда кој што смело гази веќе 10 години на македонската театарска сцена и секогаш се бара карта. Ја играме сега на 27 представата, си доаѓам представата и буквално ми треба 2 карта, една за мој близок човек. Не можев да најдам до толку представата, така да, уште дел од театар комедија и се надевам дека ќе станам уште долги години. Вториот дел од прашањето дали сум повеќе во Белград, па некако сум 50-50 или 60-40, да кажем. 60-40 за Белград? Да. Добро. Покрај Одеон тука, многу и се снима, нели? Се почна втора серија, првата од која се закопан 20 епизоди се снимија во рок од 9, па имаше пауза, 6, и сега имаме со втора, која ќе се вика Наследство. Исто станува збор за серија од долг тип околу 200 епизоди. Ого, тоа е голем проект, значи. Да, но по барање на публиката тоа може да се пролонгира, да стане и од 1000. Да, Жаре, сакам да те прашам, прочитав за снимањето на српски филм во Босна, каде што си игра главна улога на македонец кој живее во Белград и ја посетува својата девојка во рурално село во Босна. Дали такво нешто се оствари? Некаде прочитав, приказната е за Божик. Така е. Тоа ќе биде една фантастична приказна, затоа што тоа е филм од типот на Сам дома, од они амерички приказни. Браво. Нито Балканот такво не, меѓутоа Македонија такво имено. Тоа што направи во Босна, во рурално, односно на Златибор, и ќе биде многу комична приказна.
едва и чекам да ти кажам да го гледам тоа. Го снимавме месец дена во на Златибор во планина во јануари. Имавме ноќни снимања во шума на минус 10-15, имав некои кокања во езеро, во река. Тоа ќе биде еден од Meet the Fokker. Аха, да. Да, со сам дома малку потсеќа и на парада, така да ќе биде доста една интересна био. И се надевам дека таму околу Нова година, околу Божич здравје, ќе можеме да го гледаме и во кината и кај регион. И да ти кажеме, едва чекаме да имаме премиера на филмот. Да. Баш Божик на приказната, викам како податок го прочитав, филм мајке го прашам, се надам дека не доцнам, ама добре што кажуваш дека е нов проект кој што ќе пристигне на големото филмско платно. Мислам дека твоето заминување токму од Скопје во Белград, нели не е за долгороčno живење, бидејќи сепак Белград Скопје се само неколку километри што се вели тука се и верувам дека ќе ги балансираш добро можеби овие две искуства. Меѓутоа, мислам дека првото нешто што го добивме како нотификација од нели Жарко беше да се вклучиш во ансамблот на Одеон. Тоа е уште едно можеби нели културно јадро во кое што сега во моментот ќе и работиш се уште со врвни имиња и од светот на актерската сцена. Малку повеќе околу искуството. Знам дека имаше нели давање на свој интервју на тамошните српски медиуми конкретно за нели уште се сеќавам кога се отвараше самиот Одеон театар, ама ајде вака првпат премиера на Телма телевизија, како искуството после колку месеци, како идат подготовките, дали си на редовниот репертар таму во Одеон и како идат активностите токму на оваа сцена? Најавата што кажа на почеток дека мултимедијален театар, да, тоа е точно. Театар кој на овие простори, па не знам во Европа дали таква симбиоза од тој тип. Значи станува збор за музички театар пред се, кој што не изостанува можноста нели да прават и нормална представи, но заради спремност, заради техниката на самиот театар се одлучи да се прават спектакли пред се. Првата представа е Лу, нели кратенко од Луцифер, од паднатиот ангел, но станува збор за една љубовна приказна, значи Луцифер се заљубува во девојка по Пера, што не е апсолутно случајно, и заради нејзе решава да стане обичен смртник, тоест да остане да живее на земјата. Љубовта на крај победува. И тоа е една представа во која што можете да чуете одлични нумери, односно нумери од Оливер Мандич. Генерално 80% се песни од Оливер Мандич и има по некоја домашна песна. Представа која што можете да видите врвни кореографии од по 30-40 луѓе. Представа во која што не знаеш во моментот дали е ставарно филм, дали е концерт, дали е представа, го зборувам затоа што нема класична сценографија во театарот, него е сето на LED дисплеј. LED дисплеј кој што ја користат истата технологија од сферата во Лас Вегас. Да, позади, сега кога е глумет сцена, она стандардната сцена што има на видеото ние, позади глумет има огромен лед, кој што многу верно лаже дека на сцената има сценографија, тоа е како 3D чувство, а пред самиот глумец, односно на просцениот што викаме ние, има едно холографско платно, ултра тенко, кој што човековото не може да го примети. На него ти проекти се дешава 3D ефект на гледач и гледачот на вистина, затоа викаме се случува и филмско искуство. Не знае како една оптичка варка во целото искуство. Так, дали во момент гледа он филм или представа, точно за тоа. А кога станува концерт, во тој театар има инсталирано 78 извори на звук. Тоа е случај за концертни сали. Како еден сараунд за себе интимен, што се вели. Така е, да, и затоа што цело време говориме на бубици. Публиката може да го слушне буквално и секое земање на воздух. Значи, огромна сцена и огромен театар од капацитет на 1000 луѓе, кој што од друга страна е толку добро вклучен, каде што може да се осетиш интимен, во смисла
како што кажат, интимен сараунд, како да си дома сам и на слушалки да слушаш, односно гледаш филм. Иако како иде со Одеон, убаво ти искуството те исполни од друг аспект со оглед на тоа дека долги години нели и чинам дека во Македонија апсолутно ги искористи сите свои капацитети, не дека нели понатаму нема да се појаваш во различни нели ансамбли, културни друштва и така натаму и проекти. Меѓутоа чинам дека и оваа сцена во Белград, Одеон, можеби вака и филмските проекти исполнија уште едно, можеби друго алтер его на секој од нас кој што го поседува, на Жарко, да се интермедијално представи експресивно пред публиката на друг начин. Да, дефинитивно еден супер челендж, едно супер искуство, затоа што еве веќе 4 представи поред се работат како мюзикли, да речем, како акал на некој начин, она бродвејски што сме навикнале да го гледаме на телевизија, некој кој што го видел таму, тоа е друго. Тоа во Македонија за жал ние го немаме како искуство. Да. Направивме во Македонскиот народен театар Чикаго прв лиценциран мюзикл кој што помина фантастично, 20 лиценцата беше за 20 изведби, тоа беше фантастично, но за жал не се продолжи таа лиценца и народот и ден денеска прашува каде е представата. Да, каде е представата Чикаго. Гениална. После тоа имаше уште неколку обиди, односно мама Мија се случи обиди за мюзикли, но жално е народ што е толку талентиран да нема мюзикли. Не зборувам за специјализиран театар за мюзикли, но секој театар може и треба да има по еден мюзикл од различни рангови, нели од помал мюзикл до бродвејски мюзикл. Така да во Одеон се исполнија некои мои очекувања, се затоа што, како што кажав, сватив дека тоа да го прават така голем. Доаѓаат луѓе, навистина Белград е станат еден културен центар, огромен град, каде доаѓаат, значи туристи во Белград, тоа да правам вечер, дава како со Одеон, значи многу луѓе дојде на тој начин да го посетат и после представа кога говориме, кога општиме со публиката, стварно гледаме дека сме направиле дело. Тоа се луѓе кои што посетуваат мюзикли во светот и викаат дека сме на добар пат. Така да 2 поред направивме мюзикли за деца. Браво. Тоа е едниот мюзикл е Пепелашка, сега вториот Ивица и Марица во петок во сабота има премиера и тоа се представи за деца кои што се мюзикли, значи такво децата немаат видено и родителите нормално. Затоа сета ова спремно што ја кажав со сета 3D, со сета таа магија, им направи представа, односно приказ на кој ја оживиш на тој начин, просто не знаат дали на тоа се случи. Така да ето, по поглави, и се надам успешно ќе да го правиме. Така е, Жарко, навистина ова се многу убави работи кои што ни ги споделуваш и со оглед на тоа што еве доаѓаш и во Скопје, може ли да ни ветиш некаде до крајот на јуни, половина на јули, да не посетиш и тука во студиото, затоа што навистина имаме многу работи за кои што треба да ги споделиме вака со македонската јавност. Инаку оваа наша рубрика ни се вика Будење и вообичаено прашуваме дали или како стартуваат утрата. А како те фативме ние да те прашуваме само за работата? Да, некако еве пред крај, може ли само тоа да ни опишеш колку се променети утрата твои кога си во Скопје или кога си можеби во Белград? Кога се пие првото утринско кафе? Дали си човек кој што сака да ужива во тие рани утрински часови сам со семејството? Да. Како изгледаат тие моменти? Или што Вито смени промени кај тато? Да, значи тоа што говорев и пред 6-7 години кога бев кај вас, од тој, како се вика, од тој принцип немам се уште побегнато, значи станување на сабаље и одење во теретана, нели, тоа ми е се уште како еден ритуал, точно, тоа е зборот што ми фалеше, фала ти, будење. Будење, нели, уште мозокот се цврст ритуал, кој што го испочитувам секој утро пред да почнат работните обврски. Значи, будењето со Вито некогаш се случува во 5:30, некогаш во 6, некогаш во 7, некогаш и во 8. Тоа ако те почасти, да. Знам како изгледа. Да, во принцип, секое будење, кога ќе се разбудам на сабаље, прво што правам, после игрите со Вито, нели, одам да го прошетам куќето, кое што е дел од нашиот живот, нели, дел од нашето семејство, тоа е еден ритуал кој што мора да се направи. И после тоа се пие првото, нели, еспресо, па се оди на тренинг и после тоа се почнува со работа, некаде во 8:30, 30 веќе по кола и тргнат далеко од студио, освен кога не се снима, нели, пошто кога се снимаат серии, мораш да биде
Да, поинаква е агендата, да. Да, тоа значи 30 ја мора алармот да ме разбуди, дана да изводи километри до студио, нели, студијата не се во центар на Белград, него се надвор од Белград и во 7 веќе морам да бидам спремен за сет, така да тоа е малце поинаку, али нормалните утра почнуваат вака, некаде околу 8:30 сум веќе спремени и отиден по освојување на денот. Да, Андреја, Вито сега се во моментот околу тебе тука или се Не, уште? веќе Скопје се уни. Не, во во Скопје, да. Аха, добро, тоа не го. Затоа што овде на 3-4 дена да завршам некои работни обврски и не сакам да ги малтретирам, ќе дојдам да си ги земам таму во не пак уште неколку дена во Скопје, пак назад. Добро е што доаѓаш во Скопје, сериозно е што кажа Цеца, би сакале да ти имаме и да ти посветиме така едно 25-30 минути вака низ фотографии, видеа, поинаку можеби на друг начин да го донесеш искуството нели во работата со овие проекти. Многу љубов и прегратки од целата екипа на Утринска. Ви благодарам и јас. Ветувам дека ќе дојдам, има уште многу да се збори, на пат сум сега да направам, работам еден проект кој што е меѓународен, но е за Македонија генерално посветен. Така тоа ќе говориме, проект од уникатен карактер. Еве, ветувам дека ќе дојдам да зборим. Фала ти, Жарко, ти посакувам убав ден, уживај и во Белград, уживај и со семејството, и со колегите, со пријателите. Ти благодариме што утрово беше дел од нашата утринска на Телма. Убав ден. Убав ден и за тебе. За нашиот Жарко Димовски, нашиот актуелен актер кој што утрово се јави од Белград по повод неговите нови проекти.